Аудио снимки од средба помеѓу средношколци од средното Колене Хтенин и директорот истекоа на неколку портали. Сите што сте малолетни со закон е забрането учество во толпа. Ако некој пуште пријава дека малолетно лице учествува во толпа, е 500 евра казна за родител. Значи, не ќе да ве заплашувам, само да ви кажам се што постои у законот. На некој од порталите, оваа средба беше објаснета како закана од директорот, но денес тој излезе со објаснување дека не се заканувал, туку советувал. Значи не станува збор за никаква закана, туку само едно укажување како да се однесуваат на тие протести, односно да не го кршат јавниот ред и мир. Штета е да се извртуваат изјави, бидејќи сепак сметам дека ми е должност да ги посоветувам учениците да не го кршат јавниот ред и мир, туку да се однесуваат како што треба. Оваа ситуација доаѓа откако учениците одржаа 2 протести, барајќи враќање на стариот начин на ученички превоз. Дека учениците немаат обструкции во намерата, директорот јавно потврди. За време на протестот, по нивно барање, беа ослободени сите ученици кои што сакаа да го подржат овој протест. Сепак, учениците го откажаа за утре закажаниот трет протест, но причината, тврдат, не била закана. Протестот е откажен поради тоа што се најде решение за децата кои што доаѓаат од баби од Сењак. И јас мислам дека на мирен начин може и другите проблеми да се решат. За учениците што доаѓаат од село, некои се решени, а за другите наоѓаме уште решение. Инаку, ученици од повеќе средни училишта од градот, преку протести, го изразија своето незадоволство од сменетиот начин на превоз, според кој сега се превезуваат со линиски превоз.